Предупредувачкиот штрајк на матичните лекари заврши посредбата во Министерството за здравство. На пресконференцијата не изнесовте многу детали за конкретен договор. Што очекувате? Беше најавено и формирање на работни групи. Што се ќе работат овие работни групи? Што е на маса? Прво не беше штрајк, беше протест, кој што пробаа докторите од примарно здравство едноставно да изразат револт заради долгиот игнорантски однос фондот кој што го има кон барањата на овие доктори, а ние сме партнери со фондот и партнери треба да разговараат, да преговараат, а не да се игнорираат. Бидејќи ништо не се случи после 3 години апели, медиуми, новинари, точката на вриење се покачи во моментот кога се поскапеа горивата, енормно отиде струјата, значи испорачување на енормни сметки за концесионерите до 40 и нешто илјади денари, по ПЗУ. Покачување на просечна нова и минималец на платата, која што од 16 и нешто на 18 отиде. Пациенти на ПЗУ, огромен број мои матични кои што веќе се за пензионирање, чекаат секој момент законот за здравствена заштита требаше да стапи на сила, да се профункционира, да си отидат нормално во пензија, без стресови, да ги остават амбулантите на млади доктори, во следната секунда тие да продолжат да земат квалитетни плати, но бидејќи во нашата држава само се менуваат министри и директори и се сликаат измеѓу и не се дава ништо конкретно. Значи ја би била посрекна кога сите помалку би давале изјави, а нештата би се движеле. Тоа кај нас го нема. Еве се замина господинот Венко Филипче, имавме околу 50 на средби со него додека беше он на мандат и ништо не се помести. Не може никој да не го интересира дали е финансиски сето ова оддржливо. И како ние, ако не наплаќаме од народот, и ако владата не почитува и не ни покачува воопшто, а покачува цело време на јавно здравство, и добија колегите квалитетни плати, квалитетни надоместоци за дежурство и тоа е за поздравување, цело време основната клетка на здравствениот систем некој ја игнорира. Прашање е зошто? И треба некој јасно да се изјасни дали на оваа држава и треба приватно примарно здравство, кое што е во договор со фондот. Или е време да правиме реформи, нови фондови, нов начин на плаќање, ладен погон, сигурна плата, значи плата, да речеме, она која што е загарантирана за доктори, за сестри, и да видиме другиот погон кој што ќе биде за трошкови, и третиот сегмент, партиципација ли ќе биде нешто каде што ќе има за одржување на овие апарати со кои што ние правиме дијагноза за нашите луѓе, да имаме, ако се расипе едно ЕКГ или компјутер, па да купиме. Значи, здравствениот систем мора да биде одржлив. После средбата изразивте оптимизам за решение. Колку време си дадовте со Министерството за здравство за компромис? Бидејќи немаме време веќе за чекање, бидејќи финансискиот момент е навистина тежок и оптеретувачки за најголем број од докторите, ова пациенти на ПЗУ кажав дека огромен број на доктори се пред пензија и со нивното здравје одолговлекуваат колку можат да продолжат, еве го чекаат секој момент она пациенти на ПЗУ. Не може на ниво на влада никогаш да не се стави приоритет ова што е приоритет за 2000 приватни доктори, 2000 стоматолози, значи тоа е огромна бројка на мали бизнисмени. Овие фирми плаќаат данок на оваа држава. Тие во влада се платени од овие народни пари. Не може да не работат во интерес на овој народ. Колку ќе бидете трпеливи во овие преговори? 2 недели чекаме. Ако не, барањето на колегите е повторно да има затварање и запирање. Што очекувате за 2 недели? Знаете како, работни групи за неколку групи на дијагнози и болести е сработен материјалот. И 102 години во Министерство за здравство. Значи има групи за хипотиреоза, за дијабет, за хипертензија, за 4 дијагнози се за кои што имаме работено, и каде што хоп астма исто така, спреови некои мали да се дадат. Тоа е оној режим кој што велам дека може да се промени. Во моментов сите матични доктори можат да дадат лек за да го упатат пациентот за ТСХ, тоа е едно испитување во однос на ниво на одредени хормони, а не можеме да дадеме терапија ако видиме дека ТСХ-то е високо и дека пациентот е во хипотиреоза. Можеме да ги олесниме нештата, целта ни е да го растеретиме секундарното здравство, 80% од услугите на примарно здравство да се работат, докторот да работи да е среќен, бидејќи работи медицина, а не администрација, и да погорните слоеви од здравството да се бават со наука.
Овака ние сме претворени во телефонски секретарки, цел ден примаме порачки, јас сум во аптека, пушти ми го одма лекот, без некој да води сметка дека во моментот вие може имате човек со хипертензивна криза, може имате депресивен кој што треба да го тешите и му треба разговор. Значи, не може телефон матичен доктор да седи цел ден или ќе направиме да бидеме достапни телефонски само 1 час, а во остатокот ќе ги исклучиме телефоните, бидејќи никој не ќе да седне и да ги договориме нештата заеднички. Ние цело време се трудиме со нашите партнери тоа да биде заеднички, унифицирано и во интерес на нашиот народ. Ке имате ли ваш представник во тие работни групи? Повторно ќе ве прашам што очекувате да видите на маса за 2 недели и што доколку не се исполнат барањата. Споменавте и план Б на пресконференцијата. Заменик министерот понуди некоја варијанта каде што овие 500, нели, за кои што велев дека има одреден број на амбуланти се животно загрозувачки, дека можеби ќе им понудат да добијат фиксна плата, дел да се вратат во јавно здравство. Значи, сето тоа мора поконкретно да седнеме да видиме, дали тие се во своји објекти или се во објекти од здравствен дом. Во ред е, нели, да има некаква понуда, но суштината не е само да биде за тие 500. Значи, јас сакам да има поместување, не само јас. Значи, јас сум гласникот на тие 2000 доктори, да има поместување за сите доктори за да може да биде опстојиво. Да не дојдат и следните 500 и тие да бидат у финансиска состојба, да не е одржлива. Така да режимот на лекови мора да се помести. Во овие работни групи имаме луѓе од здружение кои што се запознаени во текст со сите овие нешта. Само треба да се придвижат нештата и да се почне. Не гледам никаков проблем да кажеме, нели, за 3 дена режимот ќе се смени, ќе олесниме да нема препраќање, ќе ги симнеме лековите, да се види електронско здравство. Значи, сега во моментот се гледа на клауд, значи вие да дојдете ми побарате упат, ја можам во моментот да ви креирам и тој ќе се види. Нема потреба од хартија. Ние сега се претворивме во печатница, каде што најголем дел од пациентите идат и велат: мене ми рекоа од секундарно ти да ми го испечатиш извештаот од трансфузија, од компјутер, од рентген, па се испечати ми го сертификатот, па испечати ми дека сум бил позитивен, па види, дај ми потврда дека сум прележал и така. И така ние цел ден наместо да прегледуваме, печатиме. Значи, ние не можеме да дозволиме да се деградира на оваков начин медицината, која што е прекрасна наука и каде што ни треба време да видиме дали некој има циста на панкреас и дали таа циста ќе премине во малигнитет, да имаме денеска 30 но 30 квалитетно прегледани пациенти и да се бавиме со наука. Значи, не смее да се дозволи никој да не се замара дека ние се претворивме во административци. Кој ви е план Б? План Б ќе го држиме до крај тајност. Иначе да не биде да дојде до таа ситуација која што не посакуваме да дојде во интерес на здравјето на нашите луѓе, но ако ништо не се случи за 2 недели, ќе има најверојатно пак, нели, тоа што се случи во минатиот петок.